По импровизацијските организации на Драмскиот аматерски фестивал во последните 2 години, во кои се загубени 2 подршки од Министерството за култура вредни по околу 600.000 денари, некој како да си го приватизира, па наместо пресконференции како најава за термините и содржините, едноставно си одбрал медиуми по мерка за да го објави неговото одржување. Се би било во ред кога управниот одбор со свој средства би го реализирал фестивалот, ама реалноста е друга. Општината со пари од буџетот е главен поддржувач на неговото одржување, значи народни пари, па од тука сите во Кочани и пошироко имаат подеднакво право да ги споделат информациите околу него, додатно и да дознаат која изврши селекцијата на представите, учесници, дали ДАФ има надпреварувачки или ревијален карактер. Ако немало критериуми за избор на групите, тогаш по кои критериуми ќе се избираат најдобрите, потоа како ќе се информира јавноста за неговиот тек и слично. Импровизациите во заборавениот екс-извршен директор, кој е член на сегашниот управен одбор и за доцнетото аплицирање за ДАФ 2020 се само потврда дека најзначајната театарска манифестација во државата е во тотален хаос и длабока организацијска криза, поради што општината како домаќин со долга 45 годишна историја мора да действува соодветно за да не се случи градот кој во изминатите години изгуби редица регионални институции да остане и без ДАФ. Ако пак некој мисли дека само треба да се стврти буџетот околу ДАФ без разлика колку и што ќе види публиката, тогаш не му се пишува светла иднина на театарскиот аматеризам во градот на Оризот. Од тука прашање е како ќе изгледа отворањето на манифестацијата и кој се ќе биде присутен на неа, бидејќи засега нема никаква официјална најава, а неофицијално се најавува амбасадори и министри. Телевизија Кочани и доден локален портал дознава дека ДАФ ќе се одржал од 21 до 25 мај годинава.